рамките на проектот имаме задача да го најдеме, фотографираме ово ендемско ракче. Меѓутоа, како последица на глобалното затоплување во изминатите години, нашата држава се соочи со големи температури во летните периоди, па да речеме и во зимските, и како резултат на сето тоа, како може да видите дека скоро целата пештера, иако сме во зимскиот период, кога би требало да биде влажна, е сосема су. Ова пештерско ракче живее на многу влажна, значи тоа преферира голема влага и поради специфичните своји потреби кои ги има адаптирано на таква средина, може тоа една од причините зашто не можеме се што да го најдеме, бидејќи таква убава влажна средина во пештерата се уште не можеме да најдеме. Тие, како резултат на тие големи горештини, немање на влага, се навлезени многу подлабоко во земјата. И навистина се потребни, да не кажем, надчовечки напори да се претажи целата пештера и да се евидентира пештерското ракче. Иначе, тие се релативно мали животни, со димензии, мажекот е од околу 4 до 6 мм, женката е од 5 до 8 мм, тотално се бели, значи го имате изгубено пигментот, и тие се типични представници на пештерната фауна. Како што знаеме, според еколошката подоба на пештерската фауна на трогласени троглофили и троглобионти, пештерското ракче, Алпионискус латинензис, припаѓа значи на третата на вистински троглобионти, потполно е слепо. Александар Стојанов, биолог, и во проектот сум вклучен како стручен соработник за лилјаци. Целта во проектот моја е да извршам истражување на фауната на лилјаци во пештерите кои што се наоѓаат во заштитеното подрачје Слатински извор. Значи да утврдам кои видови се присутни во пештерите, нивна бројност, евентуално како лилјаците ги користат пештерите во различни сезони во текот на годината.
согласно резултатите кои што ќе ги добиеме од истражувањето, ќе дадеме соодветни препораки и насоки како да се постапи во иднина со пештерите, значи да се спроведат конкретни мерки за заштита на пештерите како едно од најзначајните живеалишта за лилјаците. Знаеме дека најголем дел од лилјаците се загрозени видови, значи ставени на многу директиви или на црвената листа на загрозени видови, така да со директна заштита на пештерите ќе имаме и заштита на лилјаците. Конкретно ќе утврдиме и дел од заканите кои што се значи за самите пештери и ќе дадеме препораки да се стават и заштитни капи на влезот од пештерите, за да може да биде контролирано и влегувањето на луѓето. А знаеме дека најголем дел од заканите за лилјаците доаѓаат од самите луѓе. Во текот на досегашните истражувања утврдивме присуство на неколку значајни видови на лилјаци во пештерите, за кои што е потребно да се преземат конкретни мерки за заштита. Инаку лилјаците како видови се многу значајни во екосистемот, бидејќи во пештерата тие се тие ги обезбедуваат единствените органски материи за да овозможат останок на останати видови на животни внатре во пештерата. Значи, доколку и нема лилјаците, нема да има доволно храна за останатите животни кои што живеат во пештерите.